втора сезона поред сте тука во ЧСМ. Може ли да ми направите разлика помеѓу сезоната, екипата сега и екипата од минатата сезона? Па да, нормално дека може. Оваа сезона променивме доста ракометари. Дојдеа ракометари, да кажам, со големо искуство, проверени играчи. 7 играчи се нови во екипата и сметам дека треба да бидат поиграни, односно оваа сезона да оствариме и подобри резултати од прошлата сезона. Генерално сите мои желби кои беа на завршетокот на прошлата сезона се исполнија. Едино не успеав да издействувам да остане на Момче Мојсовски. Сметам дека ова сезона ќе беше големо појачување за нас и екипата ќе беше многу појака и постабилна. Еден од ретките македонски тренери сте кои што имаат успех во странство. Колку е тешко да се опстане во странство? Многу е тешко. Во странство нормално немаш како странец никакви привилегии, се зависи од твојата работа, односно од твојот успех. Јас сум веќе, како што добро знаете, веќе 5-та година овде и да кажам за сега добро ми оди. Како се задоволен од играчот на состави кои што го имате на располагање оваа сезона? Па кажав и пред малку, сум задоволен со мали исклучоци, но ќе треба малце повеќе време оваа екипа да дојде до својот зенит, односно да се уигра и да ги дава правите резултати. Дали и кои македонци можеме да ги очекуваме наскоро тука во вашава екипа? Сите кои се квалитетни, да ги знаеме сите кои се и кои се во моментот слободни да дојдат во мојата екипа, се добро дојдени. Јас сум тренер кој што кога се бара некој играч по позиција, прво размислувам за нашите македонските играчи, квалитетните нормално, а потоа за некој странец. Моје мислење дека романската лига е негде трета, четврта лига во Европа. Има многу изедначени екипи, има играчи кои доаѓаат практично од сите ракометни држави и од година на година станува се појака и поинтересна оваа лига. Какво влијание имаше успехот која што женската екипа на ЧСМ го постигна во Лигата на шампионите врз машката екипа? Имаше големо влијание, значи со освојувањето на женската екипа на Лига шампиони одма порасна амбициите и кај нас, што е нормално, но сепак договорот е да се оди чекор по чекор, вложувањата се енормно, да кажам, помали. Мислам дека ќе треба уште малце време да машката екипа да го достигне зенитот и да биде на равниште со женската екипа. Во европските купи вие имавте одлични резултати. Какви ви се амбициите сезонава и на европска сцена и во домашното првенство? Па амбициите за европски купови се прво да влеземе во таа групна фаза на направување, што претпоставувам ќе биде многу тешко, мада вчерашниот резултат малце ме изненади, Крете загуби дома од Замет. Треба да играме да одиграме утакмица со победникот од тој двомеч. Но во секој случај приоритет е да се влезе во групната фаза, па потоа се зависи од групата, од екипите кои ќе бидат таму. Знаеме дека ЕХФ купот веќе втора година е на ниво на Лига шампиони, има многу силни екипи, отом потом. А што се однесува до домашното првенство, значи нашите амбиции се секогаш да се оди на титула. Впрочем и затоа јас дојдов во овој клуб, затоа што има амбиции да освојува титули. Прошлата година го освоивме купот, ова година ќе атакуваме на двете титули, на купот и на првенството.